Сега сме готови да ги формираме интервалите. Ни треба левата страна од интервалот и десната страна. И ни треба 5 такви. Значи лева со и, десна со и. И сега го гледаме минимумот и бараме некаков начин, ако беше 21 да биде 20, некој заокружен број, обично вие ќе добиете убави заокружени, значи 20 го внесеме тој број. Сега, десната страна е 20, овој број плюс d, значи кликнеме на еднакво, кликнеме на ова ќелија, плюс, сега, на ова ќелија, ама ова треба да не биде апсолутно место. Значи, бидејќи овај тука за сите ќе важи, а ова ќе се менува спрема колку што е тука. Тука ќе треба да притискаме на F4. Со притискање на F4, овој ќе стане апсолутно. F4, а гледате, стана со тие знакови за долари, значи апсолутно. Сега, обичајно е, не е морално, ако ова е непарен број, ова да се прави минус 1, туку да има убав медијан. Така, убава средна вредност. Може и без минус 1, и овај да биде исто со овај. Обично гледате дали ова е непарен број должината, ако е непарен број, минус 1. Ако е парен број, без минус 1, тогаш овие се исти. Така, еднакво. 20 до 24, медијаната е 22. Значи, 20, 27, 22, 23, 24 се 5 броеви, средниот број е 22. Така. Сега, овај ќе биде 25, значи еднакво, овај тука што е, плюс, или може и овај плюс 1, само уште нешто вежбаме овај, и F4 за да стане апсолутно. Ова ќелија можеме формулата да ја копираме надолу. Ја маркираме и гледаме овај мало квадратче тука и ја влечкаме квадратчето надолу. Орете. Сега, овие двете можеме дури да стигнеме до крајот, значи третиот, четвртиот, петиот. Колку интервали се? 5. Значи, овие не се петите интервали. И ги опфаќаат сите вредности од минимумот до максимумот. Овие да ги клаеме. Ова да памтиме, овие се формули, овие беа внесени броеви. И имаме сега средната вредност, ќе бараме XI, тоа ќе биде медијаната, средната вредност на овие двата, и бараме фреквенцијата FI. И овие се розеви, бидејќи се текст. Така. Сега ја бараме средната вредност. Како се бара средна вредност на две вредности? Се собрават, се дели со 2. Значи еднакво. Ама бидејќи сакаме да делиме со 2, треба заграда, овај број, плюс, кликнеме сега во ова ќелија, заграда затвораме, делено со 2. Еве, 22. Ако имавме клајано 25, тука ова ќе беше 22,5 и неубаво личи. Ама е само естетика. Сега, ова е готова формула. Овие се во ред, значи ја влечкаме ова квадратче надолу. Така. Сега, овие се формули, да ги клееме во нашата боја за формули. Овие иди сега потешкиот дел. Така. Сега фреквенција. Фреквенција е матрична формула. Тоа е малку потешко. Туку сакаме сите да бидат фреквенција, значи првен ги обележаме сите 5. Сега куцаме еднакво, почнуваме фреквенци, FR, еме го, tab, така, сега, првен иди data array, тоа е ова, а после иди десната страна, bins array, секогаш е десната страна. Значи, првен овие ги бележиме, така, во ред, точка, запрека, овие, десната страна од она. Сега, ова е критично. Треба Control, Shift, Enter. Ако удриш Enter, можеш да почнуваш одново. Значи, Control, Shift и Enter. И тогаш сите ќе ги најди колку имаше број помегу 20 и 24 тука. И така натаму.
Ако пишеш овој истиот број тука со истиот број тука, секогаш ќе го клава во предходниот. Така. Тоа е начинот на работата на Excel. Овие се формули, значи сакаме лилави и со тој дел сме готови. Сега сакаме столбец диаграмот да го направиме тука. Столбец диаграм со овие броеви тука. Тие се висините на столбовите. Колку има фреквенција. А ова ќе биде X оската, овие се Y оската. Овие ги бележиме. Insert, column, столбец, првото. И отприлike имаме тоа што сакаме, сега само да го дотераме. Значи, првен, висините се во ред. Ова е 5, 8, 5, 8, 14. Првен, овие броеви треба да бидат X-иовите. Значи, кликнеме долу, десен клик, select data. Овие 1, 2, 3, 4, 5, некаме edit, и му велеме излезе access label range и овие ги пишеме до тука. И окей. И гледате одма дека е тука. И со тоа сме готови. Окей. Ово го некеме, го бележиме за да биде така и delete. А сега некеме место да има помегу овие, бидејќи се интервали. Десен клик, сите треба да бидат патени. Така. Ова format data series, одете no gap, да нема, гледате, нема no gap, така. Ке ги сменеме боите, да речеме fill, solid fill, ајде го сменеме да не биде толку јака, 45. И border style, сакаме solid, и border styles, то е големи, така. Отприлike тоа е тоа што сакаме, значи close. Ако сакате броевете да се гледа внатре, тоа е во layout, во data labels. Кликнете на data labels и му велете center. Сега последното е ове сите ги зголемавме фонтовите. Сега да зголемате фонт на десен клик, сите да гледате да бидат бележени, можете директно на home и да сменете, да речеме 14. Овие десен клик да бидат 12. И овај десен клик, сите да ги фати и 11. Намали го да личи убаво внатре во местото што го имаме и со тоа сме готови.